Бранкица 3148 ме прашува за луѓето кои сакаат да покачат мускулна маса. Дали мора да прават фитнес вежби или не, и дали е доволно само исхрана и ако не, какви од суплементи треба да внесуваме. Бранкица, прва работа, не постои дека мора ти да правиш фитнес, затоа што ако по дефиниција знаеме дека мускулната маса се развива доколку правиме вежби со оптеретувања и внимаваме на исхраната, во тој случај тие вежби со оптеретување никаде не пишува дека мора да се фитнес, затоа што вежбите со отпор може да подразбираат и вежби со твои тежини. Вежбите со отпор може да подразбираат вежбање во паркови на шипки, може да подразбираат вежбање дома, затоа што потребни ти се воопшто и можеби многу мали реквизити за да постигнуваш. Инаку да, доколку сакаш да ја качуваш мускулната маса, не може само со исхрана и седење или исхрана и кардио вежби, нормално дека треба оптеретување и мускули, а во делот на исхраната имам зборувано и претходно. Она што јас би ти го препорачал, прво важно е да создадеш суфицит, односно да внесуваш повеќе калории од тоа што телото твое троши. Дополнително, тие калории, прво нешто што мора да запазиш најмногу е протеин, но тоа не значи дека другите треба да се исфрлат, но протеинот е најважен и исто така јаглехидратите треба да се во доволни и во можеби малку поголеми количини, затоа што качувањето на маса не може да биде поддржано без јаглехидрати. Иако тоа нормално нема да биде чист, мислам, она што народски го кажуваат вежбачите, чист мускул, затоа што во тој процес ти најверојатно ќе покачиш и некој процент на масти, не си толку искусна за да можеш да правиш clean bulk, што го викаат исто луѓето инволвирани во фитнес. Така да јас би ти рекол, значи било какви тренинзи и вежби кои што вклучуваат оптеретување и работа со тежини, независно дали е фитнес или дома или на шипки со своја тежина. Друга работа, да покачиш повеќе калории од тоа што твоето тело троши. Протеин обавезно ти треба доволно и повеќе, јаглехидрати исто така ти требаат, и од суплементација, ако мене ме прашуваш, јас би ти дал зелено светло, користење на протеински шејкови, користење на гейнер, можеби ако сакаш да го поедноставиш процесот, и можеби користење на креатин, не за да дека тоа ќе придонесе за мускулната маса, туку тоа можеби ќе ти даде повеќе енергија и ќе ти го поедностави процесот на вежбање за целта качување на мускулна маса. Повторно, не можам да ти дадам точни насоки и совети како тоа треба да изгледа во денот, затоа што имам премалку информации за тебе, за твојот ден, за тоа која е твојата моментална ситуација, колку калории трошиш и така натаму, затоа доколку можеби ти треба малку по-индивидуализиран совет, слободно обрати ми се назад и ќе дадам се од себе за да ти помогнам, а генерално еве за попрашањето, тоа е мојот одговор.